Регулаторната комисија за енергетика во понеделник ќе ги презентира тарифните модели по кои ќе се одредува цената на електричната енергија согласно потрошувачката. Оттаму информираа дека сите дилеми кои потрошувачите ги имаат и ги поставиле до Регулаторната комисија за енергетика во однос на скалестото тарифирање се земени во предвид во анализите. Главната цел на воведување на скалестото тарифирање е да се воведат блок тарифи што ќе стимулираат намалување на потрошувачката на електричната енергија во текот на високата дневна тарифа, а ќе стимулираат поголема потрошувачка во ноќната ниска тарифа и со тоа да се обезбеди заштита на домаќинствата чија потрошувачка на електрична енергија е во рамки на просечната потрошувачка во државата. Се наведува во денешното соопштение од Регулаторната комисија за енергетика. Со ваквиот начин на тарифирање на регулаторите тврдат дека ќе се обезбеди фер пристап, односно оние кои што трошат значително поголеми количини на електрична енергија од просечната потрошувачка ќе плаќаат и повисока цена за истите. Првите симулации на плаќање според новиот тарифник велат дека домаќинство што троши по околу 1000 киловат-часови електрична енергија во скапа тарифа ќе плаќа околу 40% повисока сметка за струја отколку во моментов. Домаќинствата пак што трошат помалку од 500 киловат-часови месечно во висока тарифа би требало да имаат исти или помали сметки за струја. Конечните гранични вредности меѓу тарифните модели можат да претрпат измени. Блок тарифите ќе се преминуваат само во периодите на високи дневни оптоварувања од 7 до 22 часот, додека во периодите во ниски дневни оптоварувања од 22 до 7 часот наутро и недела ќе се применува иста цена.